Значи, како што знаете, на 6.3. имавме средба со вице-премиерот за да го прекинеме нашиот штрајк или да оставиме во мирување. На таа средба беше договорено дека подхитно ќе ни се исплати една просечна републичка плата, тоа се оствари, ги зедовме тие пари, и дека ќе биде променето раководството. Уште истиот ден ни беше ветено дека ќе биде променето раководството и во наредниве 6 месеци да се решава проблемот. Значи, ние си достоевме до зборот, ги зедовме тие пари, го ставивме штрајко во мирување и очекувавме дека во тие неколку дена ќе биде сменето раководството. До ден денеска раководството уште не му е сменето, иако му дадовме рок уште 2 недели од тогаш. Пробавме неколку пати да контактираме со нив, не ни дадоа никакви конкретни одговори дека ќе биде сменето. Нашиот револт е, и затоа денеска излегав навдеки, преку медиумиве да упатиме еден апел до владава дека доколку не го смена раководство во наредниве неколку дена, ние ќе постапуваме со несакани последици. Дали повторно ќе излегуваме на штрајкови и на протести, се до промена на раководството. Инаку нашите вработени моментално се на своите работни места и го почитуваа нашата одлука. Зашто сакате да го смените менаџерскиот тим, да потсетиме уште еднаш? Па сакаме да го смениме затоа што имав несознание дека има финансиски криминал, кој истото и господин Кочо Анџушев ни го потврди, да рече има криминал и ќе бидат одмам сменети. И ние не сакаме во овие 6 месеци да продолжиме со истите, бидејќи ни е страв дека и повторно ќе ни ги украдат парите што ги работиме. Тие беа наши барајна за 22.000 денари да ги земеме за да почнеме со работа и писмена гаранција дека во 6 месеци ќе се решава проблемот. Ние добивме копија од записникот што го водевме разговорот со господин Анџушев и се држиме ние како гаранција дека ние тој записник, ама ни беше ветено и за променава на директоров, тука не си достоја до зборов. Значи тие одма почнаа да ни се закануваат, тие што беа најбунтовни со отказни решенија, бара причини како може да ги казна некако. Значи во секој момент ние сме на страв нешто да не погрешиме за да не дојдеме до отказно решение. Има ли работа, дали работите, дали Да, има договор? да, моментално имаме работа. Тие договори што беа веќе договорени се извршуваат. За нови договори не знаеме ништо. Значи ние како синдикат со менаџерскиот тим немаме никаква соработка. Значи менаџерскиот тим не признава нас како синдикат. Никакви разговори, преговори не вршиме со нив. До кога ќе е толеранцијата, колку дена? Па ние се надевавме дека до четврток најкасно да така дојдовме до некој заклучок, 48 часа да му дајме рок за да си ги промена директориве, доколку не ќе преземаме и други мерки.